Спите мирно. Спите, добри луѓе. Спите и не плашете се. Нема рани. И крапци ме. Часот е 12 во средниот век. Спите мирно. Јас сум Ana Maria Guadalupe di Sanchez Rosario Domingo Salasio Flumente навареш да ми? Значи Ana Maria Guadalupe di Sanchez Rosario Domingo Salasio Flumente навареш да ми? А во приложение ќе видим една гусарска акција. Неверојатна авантура во 7 слики. И среќен крај. Адиос! Уште го нема. Ма веќе е 12. Зошто тоцна? Сега или никогаш? 300 му ѓаволи во едно грне. Да не се викам, едно оќе тескало понагаре, ако не сам бе. Слава му на Аллах! Стигнав токму навреме. Нула покринич, само каде ли е мој покорен слуга? Тука сум. Што мреш таму изреки го? Што па? Падна? Не, Што па? Пари, падиша, панова, папучи, пафа, што? не, Кажи ми, Панчо сковека на тој дески покрити за 300 му ѓаволи во едно грне. Дом дојде. Колко? Веќе се беше пред. И мојот остроумен план беше скоро готов. Картата кај ме чеп. Скоро бе! Да, Богот. Он е неговата Гали. Сам Педро. Да не се викам едно оѓо. Да не се викам Шейк Ал-Шейк Шакир Ибн Фараби Асфаракаш Ибн Јатиф Бен Мутаза Ибрахим Ада. Ако тринама му се затекне главата на рамене на тоа истинско куче. По мене, мој верен ескало, пророкот е со нас. Панчо! Панчо! Ниту глас, а мина помоќ. И првите петли веќе зораќе најмат. И мојата Галија ќе отплови далеко од мојата дома. А тајната толку страшна бавно
Srce što mi gloda, neotkrijena se ostanula. O ne se predavam lesno. Ili povednik je bidan, ili grobot moj negdje v neznajni prostori je bidan. Samo, kada li je moj pokoren sluga? Panco! Panco! Тука съм, Дон-Луис. O, Pančo, zbunuj, srce ki mi izgleda. Готово. Ке продати li? Да, пари Юрия златни гулдени. Прифаќам. Во чек. Пара во кеш, помеаната ќе биде по 1 час. О, слава му на Господ, се ближи крајот. Не, што изусти устава моја. Крајот. Почеток е ова. Почеток. Голем и славен. Што го живите? Пуснете што ме прекинува, Дон-Луис. Шејкот е тука. Шејкот. Најсвирепиот гусар од исток е тука. Проклетство! Не намириса, значи. О, ќе го најдам јас, ќе го најдам, ако треба и домна. Слушај. Со својот ќе го виде? Го видов едноокиот, неговиот слуга. И го испушти. Не, го турна фонам. Каде да го? Не знам каде отишол. Како изгледа? Со едно око, куца и пелтечи. Со едно око? Куца и пелтечи. А, така. Особени белези, значи нема. В раце ќе држите ми Јанушка. Добро, одам да го побарам. Во 1 час ќе бидам овде. Глупак. Што реков? Неговиот дедо беше најславниот гусар на западните мори. А и внукот не е помал измамник, само што зборува во стихови. И на крајот на краиштата, кого ќе обесат? Мене. Помош! Еј, има ли некој таму? Тој е се уште тука. Панчо! Абе, слушай, не се шегува. Он му е премногу студен. Не плаши се. Ми требаш. Сакаш ли да будем? Сега? Толку ми треба за румче. Инако готово ќе настинам. Чекам! На здравие. Благо. Не вели благодарам. Да не губиме време. Ке добиеш 2 гулдени, ако се шеташ овде со Темјанушка, брат. Овде. Да, потоа ќе дојде еден човек, на кој ќе треба да му дадеш само неколку мали информации. А, не, господарот ќе ми го пресече Ладно, го разбери. Ама тоа ќе си остане меѓу нас. Не, јас сум честен гус. Како сакаш. Златни? 2 златни гулдени. Слушај, Панчо, по принцип не се земам ова го правам само заради тебе. Добро? Ти си добро момче. Можевме да бидеме пријатели, ако не бевме смртни непријатели. Зошто бе, Панчо? Затоа што ти си слуга на човек, кој што е смртен непријател на човек, чисто пак слуга сум јас. И тоа значи дека и јас и ти сме смртни непријатели. Разбираш? Ништо не разбирам. Ништо. Јас сум само гусар и тешко ги разбирам Комплицираните. комплицираните работи. Немам образование. Си предпоставувам. И зошто пелтечиш? Аз се изплашив. Знам, кога ајкулето ти ја призна ногата, А, не, тоа ништо не беше. или кога црниот гусар ти го извади локот. А, и тоа не беше ништо. Уште како мал. Чингел? Не, Чичко ти? Не, читав гусарски роман и се искаш. Многу страшна работа, бе, Панчо. Тоа не е ништо.
Јас познавав еден лицар, што читаше современа авантуристичка литература. И тој се и испуши. Не, умре од стоден. Имам срета. Ти почекај тука. Наскоро ќе дојде. Добро. Тука да се шетам се утре. Јанушко. Па и со Маргаритка. Ајде ме препознам, но знаете Јанушко. Твои два булгани. Кој ти ги дава? За тие пари јас по цел месец работам кај оној свисначи. Каде е тој проклет слуга, на 3 пати попроклет шејк? Каде е тој ѓаволски смрдеш и прв помошник на сатаната? О, ќе го најдам, ќе го врзам и ќе го пикнам во пекот од стралатени мачи. И од неговата црна крв ќе го исцедам одговорот на тајните. А сигурно некој голем разбойник, благороден господин. Кој сте вие? Човекот кој го барат. Душата му е црна, како дното на адот. Таквите треба веднаш да се убиваат. Но каде да го најдам, канеци? Го викаат едно. Ако се благороден господин, сошто да се навреду. Зашто странец те нарекол? О, ти, мој пријател ми види. Каде е тој едно? Отиде натам. Најпосле, трагата ја најдов. Слушај, сигурен ли си дека е? Сосем. Со едно годеше? Да, со И вака куча со ногата? да, од малче. Да, благодарам. И велиш, појде натам. Да, натам, благороден господин. Што сете тоа? Маргарита. А еднокиот со темјанушка требаше да биде. Бара, ама не најде. Ма јас тргам едноокиот да го барам. Срце негово смислува да му фати. Каде е тој проклет слуга, на 3 пати попроклет шејк? Карамба, ја спасив кожа. Ова беше господар на Панчо. Ништо не ветна бе, Панчо. Не дојде ли човек? Дојде. И му даде ли информација? Карамба, тој бара информации заедно со глава, со мој ушичо. Многу глупачиште. Тоа го изборува страшни работи за тоа што е на корон. Те видели? И лоша сум. Само не ме препозна дека нема Демјанушка туку Маргарита. Жално. Тоа ти е Дон Луис, најголемиот бюрократ на средниот век. Без соодветна документација, ти за него не си ти. Како бе? Јас сум бе Панчо. О, што се препозна? Прво, многу сум жеден и второ, нема пари. Написе едно на сметна на Дон Луис. Фелиција! Вино. А пари имаш ли? Молку по-културно убавици
Панчо. Čest mi je Pančo, sluga bez semena i materijalnog položaja. Mamma mia, kakov ubavec. Moramo tamo, mene ne sreš. Ljubovta i bogatството се приятни приятели. Само долгот кон меанчијата вечно се памети во животот. На здравие едно пивовче. За здраве. Пијам за убавата Фелиција. Ей, музика! Ще танцува Фелиция. Опа! Господи, да ви го благослови винце, що Добро е. Амин. Фелиција, имаме еден разговор со пречесната. Никој да не го знемирува. Разбирам, Тукинецу. Не сум тргнала на исповед в манастир, затоа што јас немам гревови. Телото е секогаш грешно. Особено кога твоето. Не семеше во туги договори пречесна Маркуција. Се е во договор со Господа. А јас сум негова представничка. Но се вратиме на прашањето. Ги носиш ли парите? Господарот ќе ги донесе. Но внимавај, пречесна. Ако ме излажеш, ќе те најдам и ќе ти го распарам тоа Божјо мешиште. Не хули го Бога. Мојата уста е кажува вистината невеста. Рече калугерката и излажа дуго. Ако добро разбрав, ова е пречесната Маркуција. Од редот Свети Вартоломеј. Да е свето името. Како што гледам, Господарот е подостен христијанин од слугата. Па, затоа е господар. Безбожниот слуга е дамка за таквиот благороден Господар. А што представува една дамка врз сонцето? О, кој фрла дамки през името благородно, през тој род, кој вековно владеел со земјине наш и со оваа земја, во која спокојно спијат дедовците горди. И ова небо, и ова небо. Небо, Панчо, небо! Господаре, како што беше договорено, Маркуција ве чека. А, да. А што беше договорено? Илјадарка во кеш. Би сакал да знам пречесна повеќе подробности за тајниот план, за кој ја се доморе во преклуп и од јадници мир. Две двојни водев со гусерелч, но сепак навреме стигнав. Во закажаното време. На вашиот слуга веќе се окажа. Пречесна, би сакал тоа од ваше уста да го чујам. 5 години мина од тогаш. Една ноќ пристигна еден старец во манастирот и ме замоли да му ги простам гревовите. Тоа ми е должност. Во една колиба, покрај морето лежеше... Силвестер робијашот! Да, најкрволочниот гусар во цела Португалија. Бродот му беше потонал близу брегот. Умирајќи Силвестер ми ја кажа... Најголемата тајна на векот, каде е скриено богатството на гусар. Да, И? Каде? Зборувај, ајде! полека, не и тој до Луис. Цената... Илјада булгари златни. Колку закоче тоа да... Некаквица, а рече дека тоа е се. Со тебе не разговараме, Ретико. А кој ќе ми плати за катранот? Каков катран пречесна Маркуција. Но кој ќе пријама пеколот? Кој ќе ми плати за страдањата, за збора што го покажувам, тајната ја издам? Кој ќе ми плати за правата Доста! Доста! Колку ти се месешите трошоци? Со помошта на Господа, ако стигнеме до островот на богатството, половината ќе биде моја. Што ли си таа уста безбожна? Што спознаваш се на мој? Зошто толку гневна, Луис, тајната е се уште кај мене.
Имево славно ми е гаранција и зборов чесен. Каже, тајната срце ќе ми пукне. Ти понастрана. О, може да слушам. Така, на Соломон! Тивко, мола. Так! Добро. Знам. Да, некој друг ја знава да тајна. Само јас и вие, Дон Луис. И нашица. И на друг нема да ја кажете? Ау, секолно го Господ. Добро, јас запомнам. Не би било лошо да се нацрта и на карта, господар. О, не, мене главата ми е карта. И тоа ќе го помнам се до последниот ден. Но денес ти е последниот ден, куче ви српско. Тоа ми се ти сина цркви Бога. Почит и доблест. Смелост и верност. А, ти, подла, кучко Маркуција. Боже, пророкот, оти тебе, денес главата ти лепне. Не само да слушам зора, христијанскиот Господ е со нас. Престанете! Маркуција побегна. Ќе да идам јас. Ајде. Наутро, мене ќе ме продаде. А сега гледам, со друг се пазари. Продала, но јас платам. А јас пак наплатив. 1000 гулдени златни. Ама, работи по стандардни цени. И менето ми плати. И требаше изутринова рано да ми ја предаде. Ајде. А ви кажа ли вам истината да чекам? Не, таа што тук Мислеше да ја каже, ама не успе. не успеа. Не успе. Шест зер. Шейх ал-Шейх Шакир ибн Фараби Асмаракаш Ибн Јатиф вен Мутаза Ибрахим Аб. Моите близки на Галено ми викаат Лорд Берингтон. Чест ми е се. Долу изгасијавен залез Педро Марија Луиза кога да карате Лас Колумбо Санчо Студена Марија Аликанте Кабалеро Бланко де Кристо и Педрос. Тоест, јас. Ова е ваше слуга? Да, тоа е Панчо. Машала. Каде е мојот самојден Аллах? Господар, Добре, што буде светикол? Си се обиде си заспал. Капче, Лажеш! секунда, дате крава на саня, мама прекрави. Јас тебе сум те видел некаде. О, сте се препознале под благороден господин. По мене, сину на крава и крав. Ќе умете не ходе на склавата. Господа, Те е твојата, така лутеката, но на крава Маркуција. По мене, мој верен ескалопор. Ама го излажавме и сега островот е наш. Ајде да тргнеме. Што заполнивте ли курсот, господару? До последниот ден ги повторувам зборовите на Калугерката. Слушај се. Ајде. Нордвест на ретот Добра надеж. Судвест, господару. Судвест од Гибралтар. Панчо токму тоа го реков пред многу. А потоа колку степени беше на југ? Ти ја проверувам меморијата. 12. И потоа ретот Добра. Се разбере, потоа свртувам каде свртувам Панчо? Кон Соломоновите острови. Точно там, многу добро го паметам, а потоа се право. Нема потоа, господару. Таму е островот. Така. Панчо, па тоа не било толку далеко? Па да, 3 месеци пловидба со ветер. Родица да ни напомаш. О, чук на тој сакан час да кренеме едра за долгмат. Бранови, бури, далечни острови на смрт или слава не довикував. Фелиција, дојди. Кажи странецу, И јас си заминувам. писмена, Патот е тежок. зарем и со мене. Сакаш да дојдеш? Ама тешко сваќаш. А ќе те пуштат ли родителите? Мамија, поминатија времења, Панчо. Веќе сме во средината на 15-тиот век. Се разбира, ако ме сакаш. На 300 мили од Куалуамато ќе се најде место и за една жена.
Dovoljno, Felicija. Lažna ženska duša. Ама ja se zapešam. Гол. 300 могјавали во едно грб. Волесно е да стигнеш до тој остров, отколку да го изгубиш. Читай понатаму, Фелиција. Во моментов, ова е единствената книга што ја слушам со задоволство. Страница 192. Веќе ја читаше понатаму. Страница 193. Телешка коста ала болес. Телешко месо, јајца, масло, макдонос и лук. Месото го сецкате на ситни пачица. Готвачка моја верна. Обојниот секогаш не прекинува да ми интересува тоа место. Сега ми бараме. Фелиција, гладен сум како пес, а веќе е гладен. Ќе ручаме ли? Господару, пред 7 дена кој седовте последниот вопек. Вопека? Да, И ти тоа го нарекуваш храна. да. Јас сум гладен. И јас исто. Колку срекна коинциденција. Зошто ме казнуваш, Господица, какви наши гребови кажи? 7 дена стоиме сред ова море без ветер. 7 дни без залче. 9, господару. Стануваш дрзо, Панчо, реков 7. Затоа што ја изедовте и нашата храна. Моци купаку, ти ми пречиш. Ова е работа на ѓавот. На мрачните сили лоша шега, знам. О, мрачна Ждребко, одмени ме ти. Што реков? Мрачна? Ждребко. Ќе влечеме Ждребка. Кого да изедеме? Мене или тебе? Други избори не. Се плашам дека јас ќе бидам изедени од Фелиција. О, не, Санта Мадонна. Честно ќе влечеме Ждребка и по волјата Божја како што е чкртнато во вечната книга. А судбата наша Мачо, јавно. И се плаши падна бомба од небото, пала удари, пала не се тече, кој тече, кој скочи, тоа е прв, ќе се кажам, Начо Варос, да те фрли низ балкона, ти ќе леташ како мачка, автобусот ќе те смачка. Мачка, удари, мачка, да се тргна, под пртна. Не, под пртна. Не, одново искам да сгрешим. А, не, вие сте на погрешни, господару. И ако сум благородник, и јас понекогаш грешам. И безмилосен сум кон своите грешки. Пача, не ми се допаѓа тоа што бес. Ајде, искаме. Не, ајде, пире глас. Копирам. А и ја, немој Панчо. Наредувам, Пачо, пирај. Левиот. Левиот. Не, десниот. Така и се мислев. Јас тебе ќе ти изам. И јас така пречувствував, господару. Но тоа е невозможно. Во прашање е навика, Фелиција. Вон, апетит. Просто е сине мој. Треба да те прегам. Зошто ме ти Луица биваш нешто? Збогум, Панчо. Богу, прекрасна Фелиција. И допиши
со Ванила не можеме? Со Ванила? Порка, Мадонна! Си давам оставка. Да, со. И сега што? Може би имаме цимен? Печено со цимен, само преку мене мртво. Од секогаш, бе. Воопшто немам среќа во живот. Доста! Оти сум гладен! Момча, подготви се да умреш. Господару, без шеги, нема патунус. Повелете вие горе, господару. Панчо те предупредувам, веднаш некој инаку ќе ти дадам контракт. Подобро невработен, отколку костур. Веднаш да го напушиш бродот! Со задоволство, господару. Гледам земја. Каде сме? Каде? Светото привидение, Господи! Земја! Исусе Марио, католичкиот Бог е со нас. Земја. Господару, по моја пресметка, таму се крие богатството на сивост. Ќе има ли нешто се јаде? Се надевам. Мајмуни. Мајмуни! Тоа се уште не сум ја. О, Дон Луис, сима се прекрасни. Панчо, вака добро сум. Одличен, господару. Види. Простете, господару. После. Одлично. Да. Благословена земја. Свечено го прогласувам овој остров за собственост на кралот на Шпанија, а себе се прогласувам за гувернатор. Богатството на Силвестер го реквизирам во своја корист. Панчо, како што гледаат очеве мои, овде никогаш не стапнала човечка нога. Господару, драга човечка е Бога во високата. Една. Понатаму и уште една. Тоа е некој чудно суштество со една нога и риба. Понатаму и дупка. Мисли, што значи тоа дупка? Некој таинствен знак? Слушам човечки глас, господару. Да се смиеме прво. Но, господар. А, овде да почнеме да копаме. Не. Чекај. Консервативен и многу се почитувам религијата. Ставете владаме! А, Е, Так. да. Перфектно, господар. Оговор. Земја оговор. Името на Аллах, неговиот прв пророк објавил. Овој остров влегува во составноста на државноста на Англија и постанува составен дел од нашата империја. Себе си се поставувам за лорд. Чувар на клучот на оваа тврдина. Аллаху Господар, извинете, а кој клуч? Малчака! Таква е традицијата. сега го. Ола, тоа сум јас. Ана Марија Гваделупе ди Сан
изложение, ќе видиме како ќе се расплете оваа замрсена гусарска акција. Помеѓу Дон Луис Гарсија, Педро Марија Луиза Гвадалахара, Делас Колумбо, Сантос Дук де Навара и Аликанте Кабалеро Бланко де Кристо и Педрос. Шейх Ал-Шейх Шакир Ибн Фараби Ас Марагаш и Будјатив Холдун Бек Мутаза Ибрахим Ата. Панчо и едно од Ако имате потреба да одите во тоалет, да каснете нешто или да ги проверите вашите телефони, сега е време за тоа. Ве оставам во раците на нашите храбри гусари. Адиос! Стой! Забранувам да купаш на шпанска територија, Што бараш ти да точно? Ти немаш виза за Англија. Што бе, вас сметна земја шпанска? На оваа земја, натопено со дедовата крв, нема да стапне непријателска, но еве стапна. Еве там ја објавувам 100 годишна војна на Шпанија. Шпанија нумерот ќе возради со удар, антимобилизација, од знамето, одбрани шпанските граници. Верој, именувам по чин капа. Напред! Туркените, конферентите до Витуа, Ранчо, напред! Доби се со вечна слава! Let's go. Точно. Сега, например, Србија склада ли се? Слава! Непобедлива! Сигурноста на Англија е загрозена! Ранчо, напред! Отбрани ги шпанските граници! Држи се едно парамище! Ура! Англија го поздравува секој слободен граѓанин. Добар ден. Може ли јас да се поиграм со вас? Ма не е игра, Кирко, туку војна. Војна за твоите интереси. За англиски варвари ни ја гази твојата земја. Послушај тој лажен шпански глас. Ти си ќерка на мокиниот Албио и тој те заштитува. Кои сте вие? Твој губернатор и закрилник. Дон Луис Гарсија Гонзалес, Педро Марија Луиза Гвадалахара, Делас Колумбо, Сантос Дук де Навара, Аликанте Кабалеро Бланко де Кристо Педрос. Тоест, јас и шпанскиот крал во името на својот празник те ослободува од плаќање даноци на редните 3 месеци. Честит Шейх Ал-Шейх Шакир Ибн Фараби Ас Марагаш и Будјатив Бен Мутаза Ибрахим Ата. И по повод твоето ослободување од големата англиска армија наредувам да се изстрелаат 100 плотини над реката Темз. Ке изстреламе. А како ти името? Колку чудно име. Молам, кажи, дали овде има многу поданици, драга моја Се викам А. Колку тешко се помнати мијата на домородци. Разговорот го прекинувам тука, затоа што сме во војна состојба со овие окупатори овде. Панчо, до каде стигнахме? До ура! Горе, продолжуваме. Шпанска армио, напред! Мајмунот е веќе печен, господару. Стоп! Време е за ручек. Пред светската јавност јас протестирам! Протестирај! Да, и тоа мајмун. Но, господару, немаме сол. Еве, ние имаме ама немаме мајмун. Господин, може ли јас да кажам нешто? Велете, генерал маршале. Од господинот Солта, од нас мајмунот, исто ќе биде во ред. Во интерес на националните интереси предлагам мир и нешто наликнав заедно. Добро. Мајмунот ќе го поделиме подедно. И богатството на Силвестер Юстус. Така е, мислам. Да! А островот ќе го поделиме на 2 окупациони зони за надзорна комисија. По традиција, пријателството на нашите два народа се закитува уште една нова значка. Во името на Англија оддавам најголема чест на милиот шпански крал,
Сакова не смесува халавач историски врски. Тогаш долги. Да. Момент, домородко О. Се викам А. Говор на брзопретност. Истини вашите граѓани дека за ненавремено плаќање на данок кон новиот статут од утре за долу ниски наплатуваме по 20% камат. Така е. И Подароци. изразите вашата среќа за ослободување со носење подароци на вашите кралеви. Сега годиме. Најмалото, Одговор. Гледа колку смешни луѓе. Ништо не разбираш, а? Не грижи се, наскоро ќе не разбереш. Ова ти го ветува Панчо, генерал маршал во цивилство. Не сакам странече, затоа што прв ме запамети моето име. И јас го запамтив. А, Колку си убав. не баш толку. Не благодаря. Убав си како богат. Удам да ми кажам на моите луѓе, да имаме гости. Почекај ја. Ако сакаш те поканувам на рандеву, да се поприкажеме малку во три очи. Чекам, сигурно на ти. Панчо, ајде да се смириме, бе. Зарем не случивме ми? Ти ме сказа со новата по плускавецот, глупчо. Извини, а ти ме удри. Не. Ама законски, во самоодбрана. Ајде да ги дадем остатоците од бајбите. А, оди ти. Јас имам еден краток службен состан. Така, рече тој и се намириса со шаноар. Дувка шаноар. Ајде, добра вечера. Случајно минував од тука. Што случајно? Зарем не рече како ме чекаш сино на Тики? Сигурно ти изгледам прост. Кој знае какви грофици и принцеси се сретнал по далечните земји? А, да, многу грофици познам. А дори една принцеса ми е братуче. Сигурно имаат убави. А зошто? И твоето име е толку убаво. А како те викаат скрата? Ало, Куламе Орло, ти си ме пријател, викај ме така. Ау. А помалата? Ало, Куло, аме Орла. Слушај, да се останеме официјално. Озбедно ми е така. Како ќе кажеш ти, сино на Тики? Зошто молчеш? Бидејќи сум срамежлив гусе. Тогаш... Ајде да запееме нешто. 1, 2, 3. Покажи сега да или не, да знам, ќе дојдеш ти на ранде. Овде е страшно, господару. Шпански благородник
Сокри се сребрена месечина и заплаче ти горе безгрижно. Откри ми ја ти пештера од тајната, скриена во мракот. Леле, ако не фати англичанецот? Тој сега кротко се спие, а утре кога ќе стане ке 80-то богатство на Силвестар, ќе биде веќе. Копај, не! Ти свети ми, а јас ми. Горе, господар. Погледне красинка. Това е твоята синка, купчо. Не верувам. Ајде, горе. Ајде. 1, 2, 3. Му благодарам на Господа. Јас сум бил тоа. Чекај пак да проверам. Ајде, горе. 1, 2, 3. Господару, не сум јас. Зошто се смее каква? Не се смеам јас, туку тој. Ти плаваш, каде? Овде беше. Се изнасмеа и Тоа е ехо звука. да бегам. Овде има привидение. Ох, не, 300 привиденија нема да ме спречат да го најдам богатството на Силвестар. Во право сте, Дон Луис. Привиденијата се само сојдени. Панчо, дојди да фати го овој камен. Додиваме тежо. Благодарам, Господи. Господару, тој тука. Кој? Тој! Кој тој? Привидението. И зошто изгаси се? Не ја изгасив јас, туку тој ја изгаси. Како ве тој блестав тој? Не му падна ова. Нешто пишу. Запал Каронсон. Какви се тие магични зборови? Некој таинствен знак? Чудо на техника, господар. О, технико, ти си дел од мојата фантазија. Не знам дали дома има посовремено откритие. Да бегаме од ова проклето место, Дон Луис. Охо, јас имам печ, кој е како крст, а од крстот привиденијата се плашат. Тие не морате да знаат. Доаѓаат две привиденија. Да се скриеме прво. Многу е страшно, господар. Пешта. Меѓу завиен песок. Тук, копа, овде се крие голема тајна. А ако не фати Дон Луис? Тој сега кротко се свие и ни на ум не му паѓа дека утре ние ќе бидеме дали. Ние и богатството на Силвестар исто. Па дури ако не фати, ќе може да не препознае во овие црни наметки. Копај, а јас да погледна во карта. Извинете, господар. А колку мина бевме кога влегавме во лове? Двајца. Еден, двајца. Добро. Ми се пристали дека сме повеќе. Јас. Малку тоа сум јас. Тоа кој сум јас? Ти си окјаде путче. А тоа господар? Привидение! Рекол господар, чекај. All right. Нема никој. Прво да копаме, потим
првите петки скоро ќе пропеат. Ама сега ти кога малку. Odmorite se, vije gospodari. О, привиденија, изчезнете пред крстот Божји. Тој трик со приведенијата е стар, Дон Луис. Само малку ни изплаши. Наметнете, веднаш. Енокиот! Да, тоа е тој. А ова сум јас. А вие сте подлец, Дон Луис. Ја волката мојата чест, господине. Што барате ви овде? А вие, зошто сте обештарали? Затоа што знам дека сте рани и сакате сам да си го земете богатството. Ова беше само превентивна мерка. Ја те чувствувам вашата измама. Да, и затоа се преправивте во привидение, зарем не? Какво безобразие, па вие сте преправени. Недоразбирање, господ. Пред малку бевме тројца. Еден повеќе, така ли? Да. И сега, во двајца шпанци, станавме петни. Четворица сме. Еден помалку. Така ли? Да. Кој не достига? Совеста, како и шпански благородник. О, традиционална е подлоста на Алпионот. Верен мој енок, пред ова грозна опасност, што надвиснала на дан ја објавувам 100-годишна војна на овој дел остров. Нарушено! Шпанијан ударот ќе возврати со удар. Панчо, мобилизација со силовито оружје. Јави се во својот полк. Карамба, пак мобилизација. Секој ден по една 100-годишна војна. Варди се. Држи се! Урај! Доста. Малце одмор. Тогаш ајде да се помоведеме, Панчо. Ти ја заплачуваш Шпанија. Јас, чесен збор, има Не да разбирам. Да, благодарам. Зарем ти не мислиш така? Моите мисли сега се воена тајна. Извини, само прашам. Панчо, абе, 100-годишните војни, точно 100 години ли траа? Па, зависи. Понекогаш и пред време завршува. Кога ќе свршат споровите? Не, кога ќе свршат војниците. Панчо, абе, вие многу ли војски имате? Воена тајна. Извини, само прашам. Панчо, абе, сега, например, ако загинам јас во војна, ќе бидам ли херој? Па, горе-долу. И ќе ми изберат некој големи обслови? Глупчо, спомени ќе му направат на твојот господар. Значи јас ако загинам во војна, тој ќе биде херој. Така ли? Не ми е јасно лепо, Панчо. Имав еден пријател во селиња, кој сакаше се да му биде јасно. Изгораа на плана. Ај. Каде изчезна Веселина Тики? Ме мобилизира. Кој е тоа? Нешто како војна. Кој војува? Јас против Панчо. Тогаш Панчо е лош. Немој да го навредуваш. Тој ми е пријател. Работата е во тоа што нашите господари малку се скара. Тогаш тие нека војува. А вие дојдете со мене да собираме школки во месецот. Одете на првобитното општествено. Па, што се разбираш ти во меѓународна политика? Панчо, ако не ти е толку тешко, почувај малку јан. Ние ќе прошетаме по песокта, па ќе се вратиме. Добро. Ги прекинувам војните действија поради немање против. Рече војникот и се испружи.
брегова на плажата под песок. Следена по петиците од домородското население. А тогаш, дојди да си појадеш. Патриотски настроените девојки и донесова појадок на славната и непобедлива шпанска армија. А каде научи да зборуваш вака цифрова? Секојдневно да следам дневниот печат. Ајде да прошетаме малку. Ајде. Ovde, da. Tamo, pojeca, kako pročes? Da? Ajde, 3, 4. Ajde, 3, 4. Pusti go. Ostane na nas. To. Nema niko ništa. Ovaj postane na nas. 3, 4. Каде е мојот храбар којник? Не, тоа не може да биде. Ти кот си на Шпанија. Почивај во мир во братската могила. Што гледаат очиве мој? Ништо! Каде е мојот верен нос? Заробе? Ти ми загина за мојата! Плашам, дека плашат и мојата армија недешено се изубила. Но каде се нивните тема? Од зверови разнесени! Предлагам, сеньора. Поради немање војници. Да склучим вечен мир. Благороден Бог, тоа е достоен препорък. Среќен сум што на постапките на мојот дедо. Бидејќи и тој подпиша траен мир со Шпанија. Пиша на време. Војната на 509 година. Кога можа да се ја претвориме во пегалци? Да не ги спомнува паците грозни средства на шпанскиот крал и просто и го подпишува пактот за братство. Да, тоа беше во предвечерието на следната војна. И така, ова ќе биде 20 јубилеен мир, и Шпанија, ај, пусти. Знаеш што? Јас ке сумјам. Не, не одземи си го животот, јас ќе се самоубијам. А како ќе се одземи животот? Ке се обесам. А јас ќе се од... Ако се ми скидам од мета. Не, ама јас ќе се поднам. Ајде, ама нема да ме... Ајде, 3, 4... Јас го видов прв. Кој прв го следе? Панчо. Престанете! Значи, вие сте живи. А зарем би требало да сме мртвило? Дезертирите ги очекува војн суд. Така е! А господар, јас го напушти фронтот поради плотне мемо. Што е тоа? Шише. Брановите кои сврлива на брег. Што пишува на него? Аз заборавих да читам господар. Пачо, прочитай, оде... Прочитай. Кока-кола. Кока-кола. Кока-кола? Какви се тие магични зборови? И
kakva tajna se krije v onih. Ta dušava moja je navedува na zdrav. Da prokleto zlo i sakana sreća. Ili neka neprijateljska intriga se krije tuka. Coca-Cola! Tije zborovi se, kako se samo. Slatka tajno, otvori se! Otvorimo šišetove neranjiveko! Na što mirisa? Na raslonice po guštu. A to je, znaj, tamo pišu Akadi Silvestar Gospodinu Bogatstvo. Evo se. Pančo, čitaj prvo ti... Na arapski znaj. Ajde, čitaj. Махнете се од островот. Мој е ГС. Гъс. Јуниор. Единственото представништво на островот. На големо и мало. За мечови, халебарди, мастики, рицарска антика, вратоврски и машини за перење. Ništa ne razbiram, dragi moj lorde. Јас смел мој Дон Луис, нито јасно. Од овие спорови толку нејасни. Не можам да разберам каде е скриеното богатство. Сега ще ги правим. Good morning, boys! Ова го очекував. Цели со нафта. Имате ли акции? Махнете се. Ова смеење ми е познато. Ова е привидението. Да. Ова за телевизија. Сензација. Благороден господине, да не сте загубиле запалка? Не е важно, имам друга. А кои сте вие? Смит, од Смит. Смит и Смит. Махте нешто? Окей, продавам акции. Инаку, goodbye. Правото на Англија, јас го бранам. А вас кој ме праќа? Крал? Јас сум републиканец. Да живее Америка. Покорен американец. Америка е шпанска колонија. И англиска исто, сер. Така е, Америка. Шпанска и англиска колонија. Или обратно. Обратно. Умни момчиња. Ми се допаѓат. Да не снимате филм? Како филм го бараме богатството на сил. Добро. Продавам акции, мистер Дон Луис. Купувам, продавам. О, богови, дојдете ми на помош. Одвај го совладувам својот гнев. Јас, од мојата брзолобна каравела, оган ќе отворам на овој презрен никаквец. Каравела. Боговите ми се конфискувани. Окей, по закон. Такса за влезување во лагуната, влезна царина, дозвола од војни власти, печатоци од прстите, изјава за политичка припадност. Немате бродови, немате ништо. Слушај, странецот брзок. Мавни се од мојов гневен поглед. Зашто имам уште поопасно оружје? Ќе го пратаме ноќа да те претам. Чакајте малку. Такви шеги не поднесувам, бојс. Сега мирно да позбудувам. Може ли? Сакате? Не ми зборувајте со таков тон, сеньор. Јас сум познат благородник. А мојот деда, најславниот гусар на запад. Како најсуровиот гусар на исток. Alright, се согласувате. Ти шпанецу на проба. $200 плата и 15 од заработувачка. А ти, англичанецу, свирам се. 250 чисто. Ако не сакате, слободни сте. Немате бродови, немате ништо. Јас не се надевав. Треба да размислам, не. Јас сум шеј, а сега сум во шак. Ајде да одим. Намам на... Ау! Дон Луси, а јас? За жал, јас сум пропастен панчо. И во името на заемниот договор те отпуштам. Кажете на момчињата нека дојдат кај мене. Ајде. Ама каде ти ме? И ме пази. Сега што ќе правим? Имаш ли пари? Нискршен гулден. А ти? А, ти си добар. Јас ќе ти скршен четврт гол. Жално го рекла тоа и обајцата и тргнава кон канцеларијата на Смит.
зашто не го фрлите в море на рибите и школките? Зборуваш, Фелицио? Истото што го зборуваше и мајка ми, кога да никак веќе штипна за каза. Го направи рези штипна? Не, го фрли в море. Мама наполитано мио! Ой, Фелицио, Се јаде. тогаш, ајде да одиме да јадеме кускус со школа. Ајде. Простим, Господи, тие не знаат со кого си имаат работа. Панчо, много ми е срам, бе. Зошто? Јас си бев чесен гус. И сега што ќе кажам на мајка ми ако ме види вако? Ќе ви објасниш дека ова е реформа во духот на прогресот. 2 по 2 се 4. Само со машините за сметање свити. Далеко ли е Америка? За прекоокеанските каравели Смит нема далечина. Ефтино, брзо и удобно. Сакаш ли да одиш на екскурзија? Не. Сакам да го најдам Колумб? Да, благодарам. Но ќе му кажам дека многу сумно. Зошто? Тој е виновен за се. Да не му беше лошо поева. Па и тој. Дон Хусе? Не радува што ве гледам, господине. Исполнет Со грижа за вашата сопруга. за мојата сопруга? Да, дали човек обрнува внимание на правда? Не. Нема правда, тоа се ми проблеми, никогите се заразме утрата ваша сопруга измашена и преморена на работа. Таа се уште млада. Јас се враќам на истината млада во вашиот дом. За само 12 рати ги имате веќе на сите поети. Смогате прав, смогате прав, сте со скалките Смит првата рата, господине. Остете, Дон Луис. Да не сте нешто болен? Море, здрав сум како стар екитан. Само зошто? Затоа што смукам прав. Но зошто? Со Смит право смукалка. Првата рата, господине. Нема скршена пара, сеньор. А вие мислите? Аз се шегувате благороден господин. О, средновековно мракопесие! Дон Луис. И нему е лесно. Еден шпански рицар да продава правословарки. Тоа ли е реформата, бе, Панчо? Тоа е деградација на бившата аристократија. Односно, правослукалките ги превзедаваме човек. Иде ли како човек? Прво влегувам стомакот на тој потоа. Секунда пона. Што работиш? Јас ги продавам сите правослукалки. А ти што кажеш? Иси? Услови погода. Ај сериозно, мистер Смит. Ти законом во Англија. Не верувам, јас сум реалист. Не вложувам капитал на век. Но со своји уши јас слушнав таа тајна со овие. Добро кажете да чуам. Аха. О, не. Прво треба да се договориме за процентот. Добро кажете ги условите. О, што месецот зад облак се скрие и тажно сапачко. Кратко, мистер Дон Луис. Секоја секунда е добра. Колку голема скапотија. Во светот на ефтина работа се зборувате, мистер Смит. Мистер Смит, човече, само за едно кесенце памет и кажа точно каде што Силвестер го скрил ковчег. Ама бидејќи ние не располагаме со продор, предлагам богатството да го поделиме на 3. Односно, во 35%. Најго момче. Бидејќи сум христијанин, ви давам збор. 5% во државни бори. И вие мислите дека тој е джентлменски? Во комецот Аликантот се видја, ова го прима како понижување. Следниот пат ползувајте ги прекоокеанските линии на Смит, Смит и Смит. Добро, прифаќам 6%. Ај, ама тајната е јас. Вие не заборавајте дека бродовите се
Що має нас? Тук има нешто. Јас, заробеник и грешник Силвестер, Силвестр. ти се обраќам тебе човек, кој си го пронашол мојот ковчег. Јас бродев 27 години по сите мори и на мојата совест ми тежат 320 убиства. Имав повеќе бродови и богатство од неговото величество католичкиот крал. Но тоа не и донесе мир и спокој на мојата душа. И дури на крајот од моите блудни дни сватив дека најголемото богатство на земјата е љубовта. Човек научи да љубиш и ти ќе бидеш најбогат со божествена светост. Правам тестамент на ова писмо. Читај го и моли се за мене. Грешникот Силвестер. Силвестр. Значи, тоа ли е сештино овче? Лажливка и не ни плати. Ке појдеме во меаната да ги бркаме лошите духови. Ке биде весело. Ке биде. Ковчег, ни Силвестер. 3 месеци, без ветер и со глупство. О, знам, тука измама има. Дјаволско, проклетство лежи врз богатството на Силвестер. А овој ковчег, бој се. На Силвестер, еве, пишува на капакот. Силвестер. Точно е. Да. Ајде да го А, јас ја. Не, ја. Ајде да ставим. Аз ќе го Ставим. празен! О, анатема! Ограбени сме. Кој се осмелил? Овде се мој. Ке го фатиме, ке го фатиме. Подлецот ќе ни падне в раце. Полиција! Ти кош! Сами ќе го фатиме. Злосторникот се враќа на местото на злосторство. Слушай, гласово да се скриеме. Ти ги умесно бојам за мене, не подам. Има никој. Лоши духови, спасени сме. Ти благодарам, Тики. Прв пат владеам со вистински дух. О, славно племе Бадон Гамамура. Дојде часот да ги збркаме лошите духови од нашиот освет. О, безбожници и привиденија. Ој вие кои читате атистички брошури. Дојдете сами и уверете се. Вие знате против причите на обрадот. Харахори, бимбаолори, баоноба. Харахори, бимбаолори, баоноба. Еломео, акуламото, куаламео. Еломео, акуламото, куаламео. Одете се лоши духови и луѓе, не враќајте се. Не станете вечно во длабочините на светиот вулкан Апур. Како среќен крај во пиеса, лошите луѓе исчезнуваат, а добрите остануваат. Не сакаш ли ти сино на Тики? Многу. А, голаме орлов. Најдеш го изговори. Ке останеш ли на островот, Фелиција? Ако ме сакаш, Зошто ако? мама мија, сакаш што никогаш не си ми рекол? Те сакам, рече тој и поцрвени. Беше бе.